По информациите во информативниот блок, во Алфаско продолжуваме со најновото издание на Алфа Ординација. Денешното издание на Алфа Ординација ќе го посветиме на срцето, најважниот орган во човековото тело, како до здраво срце и до одржување на добро кардиолошко здравје. Не случајно го правиме тоа и не случајно одбравме оваа тема. Оваа недела на 29 септември се одбележува светскиот ден на срцето под мотото Use Your Power или искористи ја својата сила. Затоа како најдобро треба да искористиме својата сила во заштита на сите оние непријатели, така кажано, на нашето срце, како до здраво срце и добро кардиолошко здравје. Тоа е нашата денешна тема, но оваа тема денеска зборувам со доктор Дејан Ковачевиќ, интервентен кардиолог и електрофизиолог во Аџибаден Систина. Наши, можам да кажам, и соработници со оглед на тоа што секоја недела вие и вашите колеги ни гостувате, се во интерес и се со цел за да добиеме совети и добри препораки за нашите гледачи. Добро дојдовте во Алфа Скопје во студиото на Алфа. Добар ден, поздрав до вас и вашите гледачи. Ја најавивме темата со оглед на тоа што кардиоваскуларните болести понатаму остануваат на врвот на најчести причинители за смртност во нашата земја, но и во светот. Во нашиот разговор ќе потенцираме и ќе потсетиме на што најмногу треба да се обрне внимание во одржувањето на доброто кардиоваскуларно здравје, односно здравото срце. Телефонските линии се отворени за доколку нашите гледачи имаат прашање на оваа тема. А за почеток, доктор Дејан, кои се најчестите кардиоваскуларни заболувања? Добро. Најчестата болест во кардиологијата представува покачениот крвен притисок. За жал, да е една од причините понатаму за сите компликации кои што може да настанат како со нашето срце, така со мозокот, така и со сите други органи кои што се оштетени од покачениот крвен притисок. Болеста е доста честа, ја имаме се повеќе и повеќе и многу помала граница на пациенти, односно со помала возраст, веќе со болеста која што е покачен крвен притисок. Така. Постојат причини за овие нарушувања кои што и така влијаат на срцето и на крвните садови и кои се или како ги категоризирате како најчести причинители, најзаканувачки причинители? Генерално причините за тоа. Односно она што е модерно денеска и оној ден на срцето кој што е она што најмногу се потенцира овие денови е како да превенираме нешто да не се случи. Иначе како кардиологија делиме превенцијата превентивна и секундарна. Превентивната значи да се спречи нешто да се случи. Така да она на што можеме се да влијаеме се дава во сите флаери, податоци, информации до пациентите или општата популација како нешто да се спречи. Причините кои што доведуваат до болестите се некои можеме да влијаеме, на некои не можеме да влијаеме. Не можеме никако да влијаеме на возраста, нели како старееме. Болестите се повеќе, меѓутоа поздравиот живот во младоста значи помалку проблеми во староста. Така да и тука можеме да влијаеме во нашата младост, поздравиот начин на живот за да тоа се намали во староста. Основните работи кои што во моментот како препораки ги даваме и како она што е мото на овие денови е дека треба да се сменат некои животни навики кои што се имаат директно влијание врз понатаму компликациите од кардиоваскуларните болести. Кардиоваскуларните болести како убиец број 1 во светот, желбата да што повеќе ги намалиме е нешто што е општо мото на сите доктори, не само на кардиолозите, кои се работи за сета медицинска фела која што сака овој проблем да биде што може помал. Основните препораки кои што ги даваме овие неколку дена со поголем потенцијал, иначе тоа го правиме цела година, е да се сменат животните навики, на она што ние можеме да влијаеме. Првото е она што кај нас за жал е се уште многу голем проблем, а тоа се цигарите и пушењето, значи да се престане пушењето. Тоа е првиот мотив. Вториот, како да успееме да ја смениме нашата исхрана, односно како на одреден начин да влеземе во храна која што е корисна, здрава и која што дава помалку калории, која дава повеќе масноти кои што се штетни за нашиот организам. И сето тоа кога ќе го конзумираме како храна, како да го потрошиме, односно нивото на физичката активност да ја зголемиме доволно за да можеме сите тие калории што се во текот на денот конзумирани да може да се потрошат. И последното мото секој кој што станува, тоа е прегледот кој што треба да се направи. Дали ќе го направите кај доктор, дали сами прво ќе си го измерите дома крвниот притисок, тоа е нешто што се препорачува во овие денови. Како еден од главните мотиви како да
го превенираме кардиоваскуларното заболување. Да. Тие се оние причини или ризик фактори, како видите вие постручно модифицирачки, кои што човекот може да ги смени или да ги промени преку менување на животните навики и собитията кои што постојани во текот на целата година или пациентите кои што доаѓаат кај вас им ги потенцирате како такви. Сега колку се прифатливи, колку ги применуваат или не, останува индивидуално на секој поединец, посебно, особено за пушењето. А може би за физичката активност, бидејќи пасивноста е исто еден од, да кажеме, ризик факторите или непријателите во овој дел во кој што зборуваме, а тоа се негативното влијание врз кардиолошкото здравје, односно врз срцето. Генетскиот фактор ќе го споменеме како немодифицирачки, кој што ми се чини дека исто така има голема улога, иако не може да се влијае на тоа, но тоа е важно па за превенција и честа проверка. Да, доколку постојат генетски ризик фактори, односно во наследство фамилија за некакви одредени заболувања, тогаш луѓето уште во младоста треба да се свестат дека треба да ги сменат своите животни навики, за да генетиката која што ја носиме со нас има што помало влијание во нашиот живот. И она што цело време нели се збори и така натаму е да се има подолг и поубав живот. Така е. Верувам дека гледачите ќе ги интересира, бидејќи во денешната тема зборуваме за совети и препораки како за здраво срце и добро кардиолошко здравје. И сега од тука би било добро да сме информирани кои се првите или карактеристични симптоми кои што представуваат аларм за тоа дека треба да се посети доктор или дека можеби има нешто што треба да се открие, да се забележи, а потоа и да се лекува. Кои се од тие симптоми кои што се аларм дека треба да се посети кардиолог? Зависи од типот на проблемот кој што ќе се јави кај пациентот, одредени проблеми кои што може да се појават во однос на симптоматологија на одредена кардиолошка состојба. Најчеста појава е на некои неспецифични симптоми, а тоа е главоболки, не може да завршат своите обврски пациентите. Некогаш, кога се работи за развој на коронарна болест, се добиваат нелагодности во градите, кои што треба да се проверат што се случува. Симптоматологијата во принцип е неспецифична за повеќето болести, бидејќи се работи за системски проблеми, каде што хипертензијата влијае на целото тело. Така да пациентот може да се пријави за преглед било каков од некоја неспецифична симптоматологија, да се направи контрола, или почнувајќи од матичните служби па до специјалистички кардиолошки установи кои што би провериле дали има никаков проблем. Она што ургентно би барале, нели, секогаш да се јават веднаш на преглед пациентите, кога ќе добијат чувство на градна болка, треба да се направат веднаш контрола. И ако пациентите почувствуваат некаква непријатност на срцевата работа, нешто дека се осеќаат дека не е во ред со срцето како работи, треба веднаш да се пријават на преглед. И оној дел кој што исто така е во кардиоваскуларните заболувања, а тоа е мозочниот удар. Тој спаѓа во делот на нашите улици, кардиоваскуларните, значи појава на слабост, одредена проблем со говор. Исто така бара веднаш да се пријават пациентите на преглед специјалистички, за да може понатаму да се утврди дијагнозата и проблемот кој што го има. Да. Имаме гледачки што е со прашање на денешната тема. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до вашата телевизија, поздрав до докторот. Благодарам. Сакам да го прашам докторот за жена ми. Добро. Таа има направено операција на десна каротида, пошто имаше тегоби, се губеше, од време на време немаше својот кислород во мозок. Направи ја како успешно и после таму една година доби мозочен удар. И што да ви кажам, невропсихијатар и препише лекови, теглетол од 200 мг 2 пати на ден. Сакам да ги набројам лековите, пошто многу голема количина на лекови пие, па доктора да ми даде некој објаснување. За срце пие, притисок и варираше многу, висок. И затоа доби и мозочен удар. Сега пие кодипенихстел, 2 пати го пие, од 40 мг, саба или вечер. Па пие бипресо. Бипресо пие за ова, мрсноќата, холестерол. Пие уште други лекови, дали нема да го да го исаби желудникот,
од ова голема терапија. Па Торекс пие, па многу лекови. Само вака да, нели, за се оно што господјата го има како потреба од лекарства во моментот, сепак ќе треба да се појавите во некоја од амбулантите наши да направиме консултација и за да ви помогнеме во однос на типот и третманот што треба да го правите. Повторно сега идеме, значи секундарната превенција да се спречи повторно мозочен удар, има правила во кои што се бара да биде добро регулиран крвниот притисок, нивото на масноти да се сведе на еден минимум кој што е оптимален, изимањето на одредена препорачана терапија за да тоа можете да го коригирате и да биде во рамките кои што ние како кардиолози, односно невролози го сакаме, ќе треба да се провери посебно правените консултации. Земањето на лекови за добро регулирање на притисокот е обврска, тоа ќе треба да продолжи понатаму, односно не сме да се прекинат лековите со еболно. Така да секундарната превенција бара сепак консултација која што ќе биде во некоја од амбулантите наши и да се предложи понатаму како да се продолжи со третманот и лекувањето. За жал, мозочниот удар е исто така една голема бројка, огромна бројка на пациенти во Македонија кои што имаат и таков настан. Доколку имаме следен гледач, ќе продолжиме оному каде што застанавме. Во контекст на претходното прашање кое што го одговоривме, а зборувавме за карактеристичните или почетните симптоми кои што се појавуваат кога веќе е нарушено кардиолошкото здравје или пак има некакви проблеми со работата на срцето, треба да се пријавиме на преглед кај кардиолог. Но, она што е важно, бидејќи го ставивме акцентот денески на тоа, е прегледот редовен и без појава на симптоми, што е доста клучен кога станува збор за рана диагноза и пред појавата на симптоми, доколку постои нешто. Колку често и на колку време треба да биде тој редовен преглед во однос на рано диагностицирање како клучен момент? Бројот на прегледите годишно зависат од популацијата, возраста во која што возраст е пациентот. Кај помлади луѓе, дали се годишни или на 2 години проверките, се дозволени да бидат во тој временски интервал. Кај повозрастните луѓе потребни се консултации еднашка во годината секогаш што стручно лице кое што се занимава со кардиоваскуларните заболувања за да може да се превенира некој настан. Сега самиот преглед што се ќе содржи во него, односно што се ќе се направи, значи прво почнува со еден обичен преглед во кој што пациентот се проверуваат виталните параметри или аускултаторно мериме притисок, правиме еден електрокардиограм, се гледа како е општиот навод. Доколку се најде некакво отстапување, после тоа се препорачуваат понатамошни кардиоваскуларни исследувања, кои што може да бидат неинвазивни, а тоа се удредени ехо апарати, стрес тестови и може да бидат инвазивни, во кои што се прави ако треба и коронарографија, има и други техники, јас што го работам електрофизиологија, значи техники кои што ќе ни помогнат во третман веќе на одредена кардиоваскуларна состојба која што ќе ја диагностицираме. Имаме гледач повторно. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете со прашањето, ве слушаме во програмата. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до доктор. Вака. Значи, пред повеќе од една година бев во Охрид и направив снимање на срцето. Добро. Сега, пред да се направи снимањето, први направивме стрес тест и ехо и сите овие прегледи што треба да се утврди состојбата со срцето. Повелете што можеме да ви помогнеме денес. Сега, тогаш се утврди со снимањето, кога ме снима, се утврди дека немам никаков проблем. Во однос на крвните садови што го хранат срцето, тоа предпоставува. Значи со бушење на раката се направи снимање и немаше никаков проблем. Добро. Сега, значи, после една година сега ми се јави некоја аритмија, што морав да појдам во брза помош и некаде утврдена беше околу 180 пулсот ми беше. Добро, бидејќи тоа делот во кој што јас работам, проблемот со срцевите аритмии, се зависи од записот каков бил кога сте биле во амбулантата и ви направиле електрокардиограм за каков тип на аритмија се работи, дали се предкоморни, коморни. Она што понатаму следи како третман и превенција да се спречи повторно да ви се јави аритмијата,
Тоа е едниот правец на размислување на докторите, а вториот е дали има потребна од трајна превенција со антикоагулантни лекови, лекови што ја намалуваат коагулацијата на крвта за да се спречи појава на мозочен удар. Истото тоа ќе треба со тие наоди сега што сте ги направиле да се види како понатаму да се продолжи, така да дали ќе одите кај колегите во Охрид, дали ќе дојдете во Скопје во некој од ординациите, треба да направите консултација како да продолжите понатаму. Земањето на лекови кои што ќе спречат појава на аритмија, неправилна срцева работа, ви е обврска и дали ќе имате потреба од антикоагулантна терапија, лекови кои што ја намалуваат коагулацијата на крвта, ќе треба да се направи проценка. Да слушаме следното прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Алфа ординација? Да, во програма сте. Повелете со вашето прашање. Едно прашање до докторот. Да. Може Повелете. да зборам? Да, ве слушаме, повелете. Имам 72 години. И имам стендови приставени, па пред 2 години скоро. И пијам редовно лекарства. И сега ми е прашањето за докторот. Дали смеам јас да идам на бања и да правам бањи и да правам терапии? И дали смеам да носам космодис или други појаси со Во однос на практичноста за она што ме прашавте, значи правењето на физикална терапија не представува никаков проблем кај пациентите кои што претходно им се поставени стентови. Се разбира, зависи од општата здравствена состојба, дали ќе ви дозволат се што може да се прави во физикалната терапија или делот од терапијата ќе мора да се ограничи. Тоа е веќе сега зависно од каква е кардиоваскуларната состојба после интервенцијата. Доколку мускулот на срцето е здрав, доколку е добро регулиран крвниот притисок, физикалните терапии не се забранети. Него се сепак со одредена предострожност заради возраста на пациентот се размислува за одредени техники колку ќе смеа да ги права. Да, и затоа е необходна секогаш консултација со доктор. Споминавме за редовниот преглед на кај кардиолог, но не споминавме од која возраст е најсоодветно да се започне со таквите прегледи. Превентивните прегледи почнуваат од детството, нели? Кога ќе почнете да одите како деца по прегледи докторски, ако најдат некој шумче, докторите веднаш ве праќаат на преглед да видат дали имате некаков проблем. После тоа, кога ќе влезете во работниот однос со закон, морате да отидете на преглед за да добиете дозвола за работа дека сте здрави, така да се тоа истите тие превентивни прегледи во кои што ширината и опсегот на исследувањата зависи од потребите на самиот клиент, пациент. Или биќе овде збориме за здрави луѓе, тие не се пациенти, така да испитувањата почнуваат од рани години. Но треба нели да бидеме свесни дека тоа треба да биде секогаш кога односно да го правиме тоа редовно, но оној временски период на кој што го препорачувате вие како доктори, не само тогаш кога мораме од одредени причини. Во принцип би било подобро пред него или после. Така, имаме повторно гледаш. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Да го прашам доктор. Јас сум со 2 бајпаса. Добра? Добар ден. Да, ве слушаме. За докторот едно прашање. Имам ја 2 бајпаса. 2 бајпаса, добро. Се хранам редовно, убаво, не јадам што е штетно. А крвта ми е многу јака. Што да правам? 18 ми е хемоглобина. Прашањето на појачана хемоглобин, с големен број на тромбоцити и еритроцити во циркулацијата треба да се види причината која е, односно вашите претходни навики. Многу често кај пушачите се јавува зголемена концентрација на крв, кај луѓе кои што имаат болест на белите дробови се јавува така поголем број на ниво на црвени крвни зрнца во циркулацијата. Тука, како предност, нели, оној што ако престанете да пушите, таа болест ќе се успори, нивото на наследните болести во кои што има повеќе црвени крвни зрнца или стечени некои болести, тие сепак со хематолозите се проверуваат, значи колегите кои што се занимаваат со болести на крвта. А од наша гледна точка, значи да се намали внесот на железо во исхраната е еден од првите можности како да го намалите нивото на хемоглобин во крвта, така да колку помалку има железо, така и помалку ќе се создава во циркулацијата. Сега дали тоа ќе биде правилниот начин на третман, сепак ќе зависи од некој преглед каде што ќе се јави господинот за да се договорат како тоа да го направат.
Добре, дали имаме следен гледач? Добро, ќе добиаме знак доколку имаме. Се префрлуваме, кажавме до тоа што најчесто опфаќа кардиолошкиот преглед, доколку се дојде на редовен, но и на преглед веднаш по одредени симптоми. На почетокот на денешното издание зборувавме за промената на лошите навики, како влијаат добро тогаш во одржувањето на кардиолошкото здравје и здравото срце, но ќе се задржиме тука на самата превенција, односно што опфаќа превенцијата за кардиолошко здравје, вклучувајќи ги оние пациенти кои што веќе имаат нарушување на ваквото здравје. Значи, на што најмногу треба да се внимава, кои се можеби и покрај промената на навиките од лоши во добри или од нездрави во здрави, работи на кои што треба да ги подсетиме или на кои што треба да внимаваат повеќе. Па добро, на што би ги замолиле сите наши пациенти кои што веќе имаат диагностицирана некаква кардиоваскуларна состојба која што бара третман е да редовно ја земаат препишаната терапија и секоја промена која ќе им се случи после земените лекови треба да се јават кај докторите за да се тоа регистрира и да се изврши корекција. И доколку терапијата не е доволна, значи се работи некогаш за потреба за поголема количина на лекови кај пациентите или некогаш да се смали, треба веднаш да се јават кај своите доктори за да може да се изврши коректна корекција на терапијата. Не би се препорачало никогаш сами да пристанат со третманите, бидејќи никогаш може да бидат ефектите од тоа што го лечиме ако прекинете многу појаки кога ќе се прекине одредена терапија, да се имат повеќе симптоми и повеќе мака заради тоа што сте прекинале со лековите. Во однос на примарната превенција повторно важи тоа дека да пробаме сите да влијаеме на целата наша околина, да пробаме да се ослободиме сите од цигарите и тоа што ни се случува со еден тип на зависност веќе да се намали, бидејќи не се работи само за кардиоваскуларното здравје, него се работи и за многу други системи кои што цигарите лошо влијаат на нив. Така да примарно или секундарно дали немате или имате кардиоваскуларна болест, прво би збореле дека пушењето мора да се откаже. Понатаму се она друго што ќе го направите корисно и здраво за вас е предност за вашето срце и за вашето здравје. Да, вклучувајќи тука и здравата исхрана, нели? Која што е важно во секој дел, во секој сегмент за нашето здравје. Исхраната зависи нели од оној реон каде живеете во светот и таа е многу зависна од храната која што е локално присутна. Меѓутоа ние живееме во еден реон кој што е Медитеран. Медитеранската исхрана спаѓа во една од најздравите исхрани во светот и таа е она што се препорачува да ја користат сите наши кардиоваскуларни пациенти, во кои што таа медитеранска исхрана е богата многу со зеленчук. Тоа е основната храна која што прави најмногу корист и најмалку штета. Значи има доволно минерали, има доволно енергија во низе, а нема премногу калории за да имаме поздрав живот. Користењето на месо, риба, сето тоа зависи од дозата, количината на исхрана која што ќе ја земете, бидејќи секоја храна во одредена количина е добра, ама која претерате тогаш е отров и храната. Сето тоа е зависно од она. Па со годините умереноста треба да биде се поизразена. Се чини дека имаме гледаш. Добар ден. Добар ден. Имаме или немаме гледач? Да, доколку имаме ќе се вклучи. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав во студиото. Јас сум на 64 годишна возраст. Не сум имала до сега никакви проблеми со срцето, но во последно време, кога ќе легнам, ми преклопува, ми клапа и слично. Дали тоа е заболување? Сум била на општи лекар, сум била во државна болница, ми вела дека ништо немам. Меѓутоа, дали тоа е болест и дали треба нешто да превенирам, да пијам, нешто витаминско или слично? Чувството на неправилна срцева работа, која што најчесто се појавува во вечерните часови при легнување кај пациентите, може да биде поврзано некогаш со кардиоваскуларно заболување, можеби и не. Што е потребно да се направи, значи се прават електрокардиограми, се гледа дали пациентот има некакви промени на електрокардиограмот во мир, после тоа се прават исследувања со 24 часовно следење на срцето како работи, се ставаат специјални апарати кои што го снимаат срцето, посебно во тие вечерни часови, да се види каков тип на неправилност на срцевата работа се јавува. Може да е поврзано со кардиоваскуларно заболување, меѓутоа може да е поврзано и со други органи, значи проблеми на друго ниво кои што прават. Најчеста причина за палпитациите и прескоците во овој модерен свет представува уморот.
Значи преморот, луѓето кои што се преморени имаат најчесто чувство на неправилна работа во вечерните часови, стресот кој што ни е се поголем и поголем исто така може да доведе до појава на овакви симптоми. Проблемот со желудник некогаш може да направи и жолчка таква појава на такви чувства на палпитации кои што се поврзани со лошото варење на храна, посебно ако во вечерните часови касно јадете. Истото може да предизвика појава на чувство на неправилна срцева работа. Така да може да бидат многу причини, дали објективно постои некаква болест, ќе треба да се направи дополнителен целосен кардиолошки преглед во кој што ќе се утврди дали постои некаква причина за појава на екстрасистолит, односно тие чувства на неправилна срцева работа. Да. Се приближуваме уште малку кон крајот на денешниот разговор и покрај тоа што секоја година или да кажеме секојдневно вие вашите колеги кардиолози се ги информирате пациентите за подигнување на свесноста кога станува збор за превенцијата за здраво срце. Сепак кардиоваскуларните заболувања се уште се на првото место и на светско ниво, но и во нашата земја. Зошто мислите дека тоа е се уште така? И покрај тоа што, еве да кажеме, верувам имате и искуство и преку разговори со вашите пациенти, дека сепак ги практикуваат советите кои што ги дават? Делот од практикувањето на совети се уште не е на задоволително ниво, се уште свеста на луѓето, за жал, не е доволно дека спречувањето на одредена проблематика ќе донесе поквалитетен и побогат живот понатаму, така да тоа се уште ќе мора многу да се работи на тој дел, да како нашите луѓе да се освестат од можните компликации, бидејќи сите велат сега не ми е ништо. Тоа е она што е како основно мото. Сепак кога ќе се утврди одредена здравствена состојба, доста се мотивирани пациентите да пробаат да го решат проблемот. Меѓутоа, демотивацијата стигнува со времето. Зошто? Па, овие наши пациенти се цел живот со некаква потреба за некаква терапија, некои лекови и често се случува да во тоа време го изгубат мотивот за лекување. Така да тука ќе треба матичните служби и докторите што ги следат пациентите да влијат повеќе да пациентот биде мотивиран за подобар и поздрав живот. Така. Уште едно прашање му остане кон крајот да не изумиме да го одговориме, а тоа е што вели вашата статистиката во вашата болница, но и контактите кои што ги имате нели со останатите болници за намалување или стагнирање можеби на возрастната граница. Се намалува ли возрастната граница? За жал, да. Инциденцата на појава на мајорни кардиоваскуларни болести се помлади и помлади лица, луѓе имаат појава на овие болести. Тоа се случува во еден период подолг. Тоа е нешто што со нашиот нездрав начин на живење, со општите социјални состојби се случува, така да мора да се влијае на тоа за да таа инциденца на млади луѓе кои што имаат инфаркти и на млади луѓе со мозочни удари што може помалку да се намали. Влијанието ќе почне од самите себе да се освестиме дека треба денеска да направиме нешто здраво за нашето срце, ако ништо друго, еден час, убава прошетка негде поред Вардар, дали во парк или негде каде што и да живеете, да се направи едночасовна прошетка која што ќе ви помогне за вашето срце. Доктор Дејан, ви благодарам што бевте денеска со нас, со нашите гледачи во знак на Светскиот ден на срцето зборувавме и дававме совети и ваши препораки за тоа како да го одржиме добро нашето кардиоваскуларно здравје, но и да го задржиме здравото срце. Верувам дека помогнавме на многумина, но некои што успеа да не добијат, одговоривме на прашањата, останатите се потсетија на советите за тоа што треба да се прави за она што е наше, да помогнеме да искористиме нашата сила, како што е и мотото на овогодишниот Светски ден на срцето, а тоа е да не бидеме пасивни, туку да имаме физичка активност во текот на денот, доколку сме пушачи, што е можно побрзо да се обидеме да ја отргнеме оваа лоша навика и да го правиме оно што всушност нам ни причинува задоволство, да се чувствуваме убаво и тоа оди во прилог на здравото срце. Верувам дека ние предонесовме да и овие минути се чувствувате добро и сигурно со оглед на тоа што даваме препораки за добро здравје и затоа препорачувам да го следите и утрешното издание на Алфа Ординација во склоп на Алфа Скоп, се разбира. А во продолжение следува она што е во продолжение на денешното понеделнично издание на Алфа Скоп. Останете на Алфа.